дојдовте уште една магична сцена, денеска заедно со мене Жаклина Петровска, добро ни дојде, од театар комедија. Играла во сите представи од почетокот до крај на формирањето на театарот. Па скоро во повеќето, но она што е најбитно, денеска се снимаме, освен се што ќе кажеме за нејзиниот живот, за последната представа која што ја гледав во 2021 година, на крај, му доаѓа јаготката на шлагот или на цела торта. Навистина најдобрата представа што изгледа во 2021 година се вика Анатомија на неверството со Тони Денковски и Жаклина во улогите на брачни парови кои што супер си поминуваат во текот на тие 10 на 15 минути, колку што трае една сцена, има 4 вкупно сцени, ќе ја гледате и ќе го правиме муабетот после тоа за квалитетот на представата. Ви кажувам дека мора подитно да ја гледате таа представа и да барате карти, затоа што се распродаени за унапред неколку представи. Жаки, добре ни дојде, официјално. Одамна се немаме видено. Уживав додека ја гледав представата, на 2 пати ја гледав. Ретко ми се случува да гледаме на представа една по друга за многу кратко време. Вообичаено чекам да ми помини неколку месеци па да изгледам представата, а вака некако едва и чекам да дојде представата. Гледаше втората, па третата изведба. Како се чувствувате вие во представата и како дојде соработката со Кардалевска Александра, режисерката, и како го одбравте текстот и како течеа пробите, процесот на работата? Со Тони одлични сте на сцената. Како беше тој дел од што не го гледаме? Ајде едно по едно. Не, јас си давам од ти, кој ќе почнеш да збориш нема да запреш заради тоа, го кажувам вака. Ајде да видим. Пробај. Прво, нели имавме година и пол, скоро 2 пауза заради пандемијата светска што се случуваше. Мене меѓу време ми се случи убави работа и така да времето ми беше искористено. Стана мајка, да знаат што е работа. Станав мајка. Сега, негде пред да почне сезоната, не знам дали беше септември, не ми ни текнува, веројатно септември. Се јави Кардалевска. Кардалевска ми е другарка уште од факултет, Александра. Иначе вработена кај нас како режисер. Се јави, јас веќе бев падната во депресија пошто 2 години, ништо не работев. Не само јас, веројатно сите глумци. Посебно од комедија глумците сигурно, затоа што вие турбо работевте секој ден, да не речам, во неделата. Да. Ми се јави, не очекував, не знаев зашо ми се јава, мислев ми се јава да ме праша до кај сум, шо сум, како сум. Како е бебето? 2 се. 2 се, нек се живе и здраве. И ми вика, Жакче, дали си расположена да работиме? И реков, да, одма. Вика, имам еден текст кој што одамна го мислам, Анатомија на неверството, тоа не е оригиналниот наслов. Мислам дека е шармот на неверството или слично. Не ми текнува сега во моментот, можда подоцна ќе ми текне. Валентин Красногоров е автор русин. И тоа се едночинки. Едночинки кои што зборуваат за, да кажам, неволите што може да се случуваат во еден брак. И кажав, да, одма едва и чекам, баш во периодов слабеам, многу ќе бидам згодна која ќе биде представата, и бев оптеретена тој период со тоа. Ја прашав колку глумци се нормално, кој ќе ми биде партнер, ми вика само 20 сте, викам кој? Ми вика Тони Денковски. А Тони Денковски го знам уште од факултет, кога студираше он, ама јас со Тони Денковски никад нема взиграна на сцена. Он е млад, перспективен, вреден, паметен, посветен, згоден, умен, убав, па подзгоден, валјда се подразбира и тоа. Не мора да е убав ако е згоден. Ова е згоден, е убав. Да. Го имав гледано. И знаеш што е најбитно за него? Екстра талентиран. Абе, не го кажав тоа? Не. Па добро. Затоа си тука ти. Добро. Ама екстра, кој ќе речем, она екстра. Го имам гледано. Знам дека е талентиран, знам дека е вреден и посветен, така кажав, ама никогаш немав работено со него. И си реков, окей, ајде со Тони. Не знам како ќе изгледа тоа, знаеш, разликата во години не е мала меѓу мене и него. Скептична бев, искрена да бидам.
Што имате 5 месеци сте разлика? Фала ти. Тој е постар 5 месеци. Баш си фин. И со теков на процесов се испостави дека јас уствари нешто добро имам направено во животот, штом толку добар партнер имав во оваа представа. И се уште го имам и се надевам уште долго ќе го имам, се надевам дека долго ќе живее представата. Таа сега се роди, уште ја немаат видено луѓе, ама се надевам дека долго ќе трае ова. Прекрасен процес беше. Толку беше добар, што јас не можам да најдам зборови за да ти опишам сега како беше. Прекрасно беше. Тие се оригинално се 4 едночинки и тоа е тоа? Не, има мислам дека околу 14, не ме фаќате за збор, едночинки, посветени се сите на брачните односи. Меѓутоа ние избравме 4. Александра ги избра до душа. Да, ги преведела со Дарко, драматургот од кај нас Спасов. И така за месец и пол направивме за мене една од најубавите представи во театар комедија. Да, не знам дали сум пристрасна. Да не кажеме најубава. Добро, Жаки, ајде да се вратиме на почетоците. Ти почетоците какви ти беа? Дете кога беше? Да те вратам малце. Дете кога беше сакаше тие рецитаторски секции, драмски секции? Појма немав што сакав кога бев дете. Појма немав што сакав кога бев дете. Идев на све, идев у секции за Црвен крст. Све што идев на сите секции само да не идам у школа. Све што беше секција? Само да не бидам на час. Све што беше секција. Црвен крст, па пукање имаше едно одбрана и заштита јас кога учев. Идев и у драмски секции, идев на сите можни. Рецитаторски не се сеќавам, ама идев буквално на све. Во хор. Во хор. Во хор. Во оркестарот не сум пробала. Така. Можда некад, ама сега немам потреба да бегам од нешто. Добро, и средно, како се одлучуваш за факултет за драмски уметности? Од каде идејата? Да не беше залюбена во некој глумец? Не бев залюбена во некој глумец, баш предвадена. Идев у средно една драмска секција, имав еден многу добар другар, Перица Ѓорѓевски. Перо. Он многу сакаше да биде глумец. И јас искрено уште бев ветрушка. Ја појма немав што ќе правам во животот. Сакав и јас, можда ќе пробав, можда немаше да пробам. Баш предвадена професорката моја Мими Таневска беше на представата и седнавме после на пијачка и она уствари ме подсети како влегов јас на факултет. Оддамна ја немам кажано, не оддамна, никогаш ја немам кажано приказна. Никогаш, значи јас Перо некако предприемниот дошол до тоа професорката да не види нас уште предприемен. Уствари него. Он имаше некој монолог, отидовме таму, јас отидов како поддршка него. Се запознавме со професорката, знаеш како е се, средношколци, со трема. Го гледа професорката. Перо, му кажува, Перо, не ова вака, ова така, ја не можам, не ме фаќа место, не можам да издржам. И ми вика професорката, вие сакате да се пишете? Викам, па не знам, можна. Мими. И ми вика, ај, пробајте ви ова што го кажав, пробав. И ми кажа, дојдете на приемен. Се спремив јас за приемен, друг монолог избрав секако. Мене ме примија, Перо не го примија. По животот. Така беше. И Перо после што направи Перо после? Се изнервира многу или не? Па нормално е дека беше тажен. Не знам дали проба уште, мислам дека никогаш не проба се разочара, ама Перо е сега супер среќен човек. Те гледа? Мислам дека ретко, затоа што живее во Куманово. Комплицирано, има дете. Добро, и си почнува факултетот, тебе те примат ти како од Марс падната на факултетот, така некако па сега не е баш како од Марс падната, бев запознаена, сепак идев и јас у драмска секција, ама не бев решена баш дека не знаев, па си мислев архитектура, па нешто филологија, везе нема, појма нема што ќе правам. Појма нема. Со кого беше во група? Колку бевте? Професор ни беше Владе Цветановски и Мими Таневска, бевме 12. Во група бев со Зорица Нуша, со Јелена Јаванова, со Софија Насевска, со Борче Начев,
Димитар Ѓорѓевски од Прилеп, Марија Спирковска, Зоки од Прилеп. Многу убава класа, многу Многу. другарчиња. Си се слушате, се гледате? Кога имаме можност, да. А ретко ама се гледаме. Поише се слушаме. Во Куманово си со Зорица. Во Куманово, во театар комедија, мислам си... Во театарот наша класа е Зорица, да. Зорица. Да. Како е Зорица? Не сум ја видел, што правите? Па добре. Добре и она. И таа со обврски мајчински. Со семејни обврски, да. Обврски. Како глумиците го решавате тоа кога ќе се роди бебето, например? Правите план или случајно испаѓа и тоа, па после се прилагодува театарскиот живот, затоа што кај вас глумците нема приватен живот. Прво е професијата, па после на второ место е приватниот. Види, Аце, нема калкулација со таква работа. Буквално нема. Ти и да сакаш порано и да сакаш покасно, кога ќе се деси, ќе се деси. Само тоа можам да ти кажам, нема калкулација. Сега, И се од јас кога ќе се лично деси за себе тоа? ќе зборам од кога ќе се деси тоа. Мојата среќа немаше да биде потполна да не се вратев и да не го работев ова. Значи, немаше да бидам комплетно среќен човек. Да, имам семејство, све супер ми е, ама ми фалеше многу овој дел. Се откако се вратив, мислам дека сум... Ти се наполни душа. Да. И тоа замисли се враќаш со нешто бомба, супер бомбастично. Фала многу. Кога заврши со факултетот, знаеше каде сакаш да бидеш, дали комедија, дали драмски, Не, дали знаев дека сакам да бидам у театар. Работев хонорарно колку што можев. Мислам дека 7 години поминаа откако дипломирав, па дури после 7 години се вработив тука во театар комедија, благодарение на Јелена Жугиќ, која што ми кажа, ова никогаш го немам кажано, сега ќе го кажам јавно, која што ми кажа дека ќе ме вработи. Јас пред да се вработам имав представа тука во режија на Наташа Поплавска или сестрата. Бевме партнерки во таа представа. Она беше тогаш директор, ми кажа, Жаки, јас ке те вработам. До тогаш ми ветува многу, јас си реков, аха, окей. И имав раскажано претходно на неа за сите голготи што сум ги имала, судења. И она кажа, мене уопште тоа не ми е битно. Сакам квалитетни луѓе во театарот. И како што кажа, така направи, јас сум бескрајно благодарна. И на звездите и на Јелена. А предходно, пред да дојдеш во театар комедија? Пред да дојдам во театар комедија, не работев нигде конкретно. Имав представа во една или две, не ми текнува сега во Кумановски театар. Ти си од Куманово? Театар, јас сум од Куманово, да. Во драмски, во Штипски драмски на Владе Цветановски професорот беа представите, у Куманово мислам на Коле Ангеловски и така во меѓувреме работев неколку години со Наташа Поплавска во Арт Медија. Ништо специјално не се случуваше. И А живееше во Куманово? Не живеев тука, јас откако се запишав на факултет сум тука. Не отидов таму. И посакуваше, например, самата си сакаше во драмски, во МНТ, во комедија, во театар за деца и младенци. Имаш избор во Скопје? Има избор, ама јас само посакував да бидам да играм во театар. Знаеш, да одам на проби, за мене тоа тогаш представуваше среќа и се уште. Колегите твои од класа беа веќе игра увелико, да речам, тие што се во внатрешност. Да, беа вработени, да. Во Прилеп беа вработени сите. Да. Па и тука, и во МНТ. И само ти последно остана, Жаки. Па не знам дали се само јас, мислам дека им уште некој останат. Розе. Како ти беше кога гостуваше, например, во Куманово, меѓу своите дома, да речем? Секаде ми е подеднакво убаво. Секаде ми е подеднакво убаво, затоа што го работиш тоа што го сакаш. Јас сум еден од ретките луѓе на светов кои што го прават тоа што го сакаат и заработуваат од тоа. Благодарна сум за тоа многу. Во новата година посакувам да дојдат на гости моите баба и дедо и повторно да бидеме сите заедно. Баба ги прави најубавите супи, а дедо секогаш ми ги купува највкусните грицки.
Среќни празници, Витаминка. Цветановски беше режисер на представите во Скопје што ги играше. Колку се прави тој однос, да речам, на професор, студент, се продлабочува во текот на годините и после завршувањето? Колку останувате пријатели, колку се, да речам, сте блиски за да може да се потажите или да се среќна па да му се јавиш него да му кажеш? Значи Владе Цветановски за мене беше еквивалент на татко. Мислам, Тој и како човек е навистина предобар човек, беше, да. Не можам ништо друго повеќе да кажам освен тоа дека беше татко. И во текот на студирањето и во текот на процесите што сме ги работеле заедно, таков му беше односот, така беше поставен, па не само спрема мене, ме сега зборам у свое лично искуство, пошто малце е без веза да зборам за другите. Во кој представи играше во Скопје негови? Во едната е Сителица на Петре Андреевски и Тартив во Штип. И за секогаш ќе ми останат во сеќавање. Така. А кажи ми како дојде соработката со Коле? Коле е иначе Коле Ангелевски со кој што си работела во Комановски Тоа ми е театар. првата професионална представа. Со Коле Ангеловски. Коле, например, е човекот кој што важи како најдобар, да речам, режисер за комедија, но исто така важи за оној кој што има префинет слух, око, како и да кажеме, за да најде нови таленти, нови глумци кои што ќе ги промовира, да речам, во тој жанр, посебно во комедијата. Комедијата, иако многу мисля дека е лесно, комедија да излезеш на сцена и, не знам, ха-ха-ха, хи-хи-хи, тоа всушност е можеби најтешкото. И ќе кажам една моја омилена реплика од представа на Бојан Трифуновски, нешто пропуштаме. Значи, реплика на Тино е, он играше еден абстрактен јунак. Значи, репликата е: дали знаете колку е тешко да се направи добра комедија? Па јас знам. Многу е тешко. Многу е тешко да насмееш некого. Ама ние даваме све од себе, се трудиме и успеваме, и наградата е секогаш пон салон со бескрајни аплаузи и насмеани лица, и тоа ништо не може да го замени. За Коле, кажи ми како дојде соработката во Куманово? Искрено да ти кажам, не се сеќавам. Многу е можно од Кумановски театар да ми има предложено некој или Гиле или Кети, пошто како средношколка многу работев со нив. И прва комедија ми беше. Прва представа професионална во животот ми беше комедија. Со Коле не знам што друго да кажам. Беше, мислам дека 2006 година, така да сеќавањата не ми се баш најдобри. Ама со Коле последно овде работевме не сега драга, и тоа ми е исто едно прекрасно искуство. Стварно е мајстор за комедија. Стварно е мајстор. Коле е чудо за комедија. Ако некој може да направи добра комедија, Коле, и ако тоа сакам да кажам, и ако некој е наследник на Коле и знае да направи во моментот. И ако некој го има надминато Коле, и ако некој е мајстор за комедиите, тоа е Синиша Евтимов. Едва и чекаме сега деновиве да излези новата представа тука. Бескрајно ќе уживате. Да, сигурно дека ќе биде тоа досовршено добро. Не знам дали ова интервју ќе оди пред 20, ама да знаат дека на 20 е премиерата. Да, ова интервју ќе оди, не знам, во сабота сега, не знам баш. Одлично. Премиерата е во понеделник, така му доаѓа, после интервјуто. Театар комедија на 20 има премиера Синиша Евтимов. Представата се вика Клетвата на Скотје и сите бескрајно ќе уживате. Кои сте таму глумци? Јас не играм во представата, меѓутоа многу има. Да ги набројувам сите? Не, ако се многу добри. Но има една девојка што игра, тоа е Ева Скендеровска, дојдете да ја гледате, прекрасна е. Ева Скендеровска ми е комшивка, се уште не ми е, ќе ми биде комшивка. Во зградата се продаде стан и викам, кој ќе дојде овдека? Вика, една глумица. Кој е таа една глумица? Не знам, вика, од тука, од театар комедија. Аха, викам, Ева Скендеровска е таа глумица, пошто претходно разговаравме с неја в интервју, бараше стан.
Викам, знам кој е како е и супер ќе не биде со Ева Скендеровска, ќе имаме многу теми за разговор навечер, кога ќе се... Тркавате улив да правите муабет. Се уште не сме, се уште е станот во изградба, да речам, она го прават. Но наскоро ќе се вселат, па за нова година ќе имаме друштво за разговор. Упаѓаше во многу представи од кога се вработи тука. Ете, тоа е мојата судбина. Со Синиша Евтимов, режисерот. Да. Значи, јас играм замена во сите негови представи. Так. Сите. Во двете наиграни. Во двете наиграни, значи упадна во стюардеси. Ја менјам Нина Дејан, ја играм американката, више со години, и во Вардарски пастови Лина ја менјам Јелена Жогиќ. Исто. Сега во стюардеси тоа беше, како да речам, кога излезе представата, јас мислев дека ќе нема никогаш убава представа од стюардеси на Македонија. Ама сгреши. Се додека не ја видов оваа ваша представа. И кога слушнав дека Нина Дејан си заминува и дека треба да ја смени некоја друга глумица, која Жаке, и викам, ајде да видам тоа како ќе биде. Знаеш, кога е совршен концептот направен, кога представата е до совршенство, точно изрежирана и одглумена, викам, ајде да видиме што ќе се случи сега. Сигурно цел терет бил врз тебе и сите, добро сега може би луѓето прв што ја гледаат представата не имаат она да знаат, но и јас сигурно и многу како мене што ја гледале по повеќе пати представата, сигурно она што ги гледало, ги интересирало представата, лично мене, јас само тебе те гледав на представата, другите знаев се што прават, како прават, само ти не знаеш. Која причина битно мене си ме гледам. Само тебе те гледав. Јас можам да кажам дека беше супер, одлична. Како ти беше тебе, пошто ти ја имаше гледано претходно представата? Како не ја гледав многу пати, знаев дека ќе ја менјам Нина. Мене ми беше бескрајно стресно. Првата представа што играв беше на гостување во Кратово. И влегов само со неколку проби. Ги пробав цените Сата на Стино и Марија Кондовска што ги имам неколку пати. Не отстапував од ништо, значи имаше снимка, секако што беше направено копи-пейст направив. Да. И во Кратово ти беше логика, немаше Во Кратово ти беше полесно, пошто никој не знае што било како. Не, многу ми беше стресно ми беше прво, многу. така? Да. Ептен ми беше стресно. А после кога дојде тука? Па види, неколку месеци сега тоа е. Играв со трема, ко прв пат да играм. Многу е полесно кога си во процесот. Истото се случи и за Вардарски пастови, мислам, истиот процес, со тоа што за Вардарски пастови немаше ни снимка. Морав да им верувам и да ги слушам колегите што ќе ми кажат каде, како, што, мизансцен. И се јави на Јелена да ја потпрешаш нешто? Се слушнав и со Јелена, да. И така, постресно беше за пастови, затоа што јас тогаш бев пред премиера на Мечка и немаше снимка. Мораше да има повеќе проби. Кога спомнавме Мечка, Мечка ти е исто дуодрама. Не, игра Илија Илиевски. Илија, да, го заборавив Филе. Добро, пак е, да речам... Скоро, скоро дуодрама. Значи, за апропо сегашната представа, го имаш веќе тој шаблон завршено еднаш. Да, меѓутоа се работи за две сосема различни материи, за двајца сосема различни автори и за двајца сосема различни партнери. Тројца, и Иле ми беше партнер исто. Јас со Жаре претходната сезона во секоја представа бев партнерка и со Жаре дури не ни правевме муабет, ние се разбиравме телепатски. Да, Жарко ти беше партнер во Мечка. Жарко е исто вонсериски актер талентиран. Сите се тука вонсериски талентирани. Ата на Стино, тоа да не почнеш да броеш, да нема... Нема. Гледаш и млади сега што доаѓаат Тони, Сергеј, Јаков. Тие се, јас дури мислам дека и подобри од постари. Дај Боже. Млада крв, свежа крв. Дај Боже. Стариве веќе се подзастарени, знаеш, им Леле треба стари, нешто. леле стари. Абе, стари 35 години имаат, што да им правам? Старите. Овде, кој ви е најстар од младите? Па, валјда ја. Едмонд, не сум ја. Да, Едмонд веќе тоа е... Чичко. Чичко Едмонд, поздрав, чиче.
Како се дружите приватно? Театар комедија, знам дека кога се формираше нов театар, нормално сите млади вработени нови, имаше и некои постари, но повеќето Костурот го држа млада екипа. Што се правевте? Како почнуваат тие развивање? Или цело беше приватното тука? Тука е се. Јас дома многу поретко ги гледам него тука колегите, другарите. Так. Тука ми е, како ти кажав, тука ми е делот од среќата. Ги знаеше претходно или се запознавте тогаш? Па ги знаев сите. Сепак не сум толку стара. Да. А може би па си одела редовно да ги гледаш помладите? Ма тоа сигурно. Колку често жаки одиш во, да речем, во Манат или во Драмски да ги гледаш тие колеги? Ретко затоа што обавезно ни се поклопуваат репертоарите. Обавезно имам некоја представа, која немам одам. Слушате која представа таму е многу добра, па правите напори да ја гледате? Да, јас давам све од себе да ги гледам колегите. Така. Да. Колегите од другите театри доаѓаат во комедија? Што викаат? Па некои доаѓаат, некои не доаѓаат. Тие што доаѓаат се задоволни. Тие што не доаѓаат, И среќни. што мислат? Па, Сте се слушнала? не сме се слушнале, не знам, стварно искрено не знам да ти кажам. Не знам, со тие што се гледам, окей. Театар за деца и младинци? Да не го заборавиме во приказнава. Не го забораваме, јас имам многу другари од театар за деца и младинци. Некогаш гледам, некогаш не, ама сега за некоја година редовно ќе бидам таму. Така. Турски театар исто да не го забравиме, пошто сте во истата, да речам, истиот објект и на исто место пробувате и во исто место ви се сите турски работи. театар ги гледаме представите и они ги гледаат нашите, пошто немаме во исто време представи. Единствен театар. Вчера имаше предпремиера турски театар, Синишев Тимов има уште една премиера. Така. Вечерва, Вечерва, на 15-ти. А ние во исто, они игра на голема сцена, ние во исто време игравме на мала сцена, Анатомија на неверството. Ајде за Анатомија на неверството уште малку да кажеме, од тие 4 дела, може би некој ти се извојува како најлесно што го одглуми или како најубав за глумење? Нема ништо лесно таму. Нема ништо лесно. Така. Нема ништо лесно, се работи за 4 пара, 4 различни ликови, 4 различни состојби, 4 различни околности. Значи јас играм 4 жени, тој игра 4 мажи. Нема ништо лесно. Не можам да кажам, види, како што идеше процесот, можам да кажам дека све беше прелесно затоа што кога имаш разбирање и со режисерот и со партнерот, нема тука што многу да се филозофира. Значи, само работевме и резултатот е очигледен и ние сме презадоволни, не бевме сигурни каков производ ќе имаме. Вие, јас ве гледав на 2 различни места представата, значи и во Бифето, што е до театар комедија, и на малата сцена. Колку ви беше вам па постресно негде од овие 2 места, и ако се работи за мал простор и едниот и другиот, каде што публиката е околу вас, или па можеби толку е добро направена представата да се исто вие каде ќе се одигра, каде ќе е поставена. Може и во парк. Толку е добро направена. Може и во парк да е поставена, па супер ќе биева. Абе, види, не би кажала дека е стресно менувањето на просторите, ама многу различни атмосфери се. Во бифе поставена е така за да се игра во бифе. Вие и пробувавте во бифето? Да. Затоа што има комуникација со публика се. На мала сцена кога игравме, нели 2 представи да игравме на мала сцена, малце порезервирана е публиката, камерна е представата и некако не си допуштаат да се ослободат. Да. Во бифе сепак е различно. Во бифето може и да се пијат нешто додека беше представата и така. Да. Комуникацијата беше полесна. Да, и сваќаш дека они уствари бескрајно уживаат, да речеме исто колку нас, колку ние што уживаме додека играме. Кога ќе кажам комуникацијата, ти поставуваш прашања на некоја од жените, Тони исто поставува прашања на некој од мажите и комуницираат, а сега тоа не ви успеа на мала сцена.
Не можам да кажам дека не успеам, меѓутоа не беше исто. Не беше исто, не Не бе беше толку исто. слободни тие Да, за да да, може да, тоа да, да го да. направат. Да. Не ми одговори некој парче ти е посебно драго од овие четирите? Немам посебно. Немаш драго. посебно Имам омилена сцена која што ми беше уште од почеток омилена, ама тоа не е ради нешто ние што сме направиле. Просто заради текстот. Така? Која ти беше милена? Последната. Последната? Да. Тони како се снаоѓа, пошто тој не е женет во овие брачни изневерувања? Ко 6 пати да бил женет и разведен. Така. Сега нека види кај некој ова Да не лаже дека не бил женет предходно, не знам. Ми беше маметов, оваа представа е идеална за сите генерации. Да. Повозрастните генерации, како мене, например, да уживаат во она што им се случувало или она што го слушнале од нивните другари што им се случувало. Младиве генерации да знаат што ги очекува, да се сигурни од старт како Да ќе бидат спремни како да реагираат. спремни како да реагираат, што да прават, како да прават. Така што оваа генерација оваа представа ако биде од до, сигурно би ставил јас од 18 до 88 години. Па добро. Да, се слагам. Така е. Треба да е. Се слагам. И да не се мешат една представа на 20 да ја гледат од 18 до 28, а другата представа од Зошто 30 не се мешаат? Да не се мешат по интересот ќе има. Сега за сега се помлади, сакам да кажам, на представите и вообично во театар комедија доаѓа помлада публика. Да. Да. Не знам. Не би рекла дека само помлада. Има и постари. Има и постари, нормално. За пензионери. За пензионери. Не се сеќам на тие акции, не сте ме викнале. Не, сакам да кажам, има попусти за пензионери на билети и такви работи. Никакви посебни акции немало. Реков да не имавте некој пензионерско друштво. Не. Кај да ќе основаме за некоја година. Жаки, децата година ќе направат? Направи. Направија. Како го прославивте роден денот? Супер. Торти, Супер. нешто, капи, преправања. Па не беше така. Сепак времето не го дозволува тоа. Гледаш короната кај тебе позитивно делуваше, барем си ја заврши онаа мајчинската работа, така што сега ти останува овој професионалниот дел само да го веќе на трасираниот пат да го продолжиш она како што знаеш и умееш ти најдобро до сега. Ти посакувам многу представи убави, ти посакувам да уживаш во оваа представа, да трае вечно, затоа што навистина ова нема представа која што едноставно нема да застари, затоа што актуелноста ќе биде постојана. Постојано ќе се случуваат сите тие неверства во бракот и можеби уште поинтензивно ќе играте представата отколку досега што почна. Сите театри имаат проблем со короната репертоарски, кој од причина што некои од глумците се разболуваат, кој од, не знам, технички персонал се разболел, но во секој случај мислам дека за кратко време би требало да се стабилизира се, да имате редовен репертоар, затоа што кога ќе имаш редовен репертоар и самиот артист, дали е било кој дел од представата, се чувствува подобро. Едноставно има енергија и знае што треба да направи. Кога си дома и кога чекаш 2 години, сигурно дека нема да ти е лесно, пак ќе ти е како прв пат да стапнуваш на сцената. Да. Искрено се надевам и ние, мада не би рекла дека нашиот театар нема редовен репертоар. Поредовен од ова не може да биде. Да, вие и онака сте најредовни во театрите. Ретки кај вас среќа што турците се во овој објект, и турски театар. Ако не бе и турски театар во овој објект, ќе беше за вас пекол, нема да знаете. Ни семејство, ни дом, ни ништо немаше да знаете. Жаки, фала ти многу што ми беше дел од магична сцена. Стално уживам кога те гледам во представите, стално уживам кога разговараме. Се надам дека ќе се гледаме и ќе се снимаме уште многу често и да имаш супер партнери. Како Тони најлошите да ми бидат. Како Тони најлошите да бидат. Колку е скромна Жаки, тоа си е Жаки. Поздрав, се гледаме. Не заборавајте да ја гледате представата.